Благодарам, почитувам председател со комисијата, почитувани претеници, почитувани медиуми. Пред нас е извештајот за работата на ДКСК за 2022 година. И одма на почетокот ќе констатирам дека не слушнав еден клучен момент. Дали самата Државна комисија за спречување на корупција е задоволна од својата работа? Односно, дали сметаат дека се на ниво на задачата која имаат и дали ги исполнуваат задачите кои им се дадени согласно закон и надлежност за спроведување на своите надлежности. Ова го констатирам од причина што мандатот на оваа комисија е 5 години, избрани се во 9 февруари 2019 година, значи 9 февруари 2024 година ќе заврши мандатот на комисијата и на некој начин веќе требаше да бидат длабоко влезени во проблематиката со корупцијата во државата и да видиме конкретни резултати, особено во делот на високата корупција. И на претходни власти, но пред се на актуелната власт. Зашто ова го констатирам? Затоа што условно функцијата на Државната комисија за спречување на криминалот е да имаме независен орган кој во даден момент брзо ќе реагира, затоа што реално во државата кај нас извршната власт покрива сите институции. Не би сакал да верувам дека извршната власт ќе може да стави капа и врз Државната комисија за спречување на корупција и на тој начин да се обезбеди мирен мандат, односно мандат во кој нема да зборуваме за проблемите со висока корупција во владата. Тоа е клучниот момент што сакаме да го слушнеме на оваа говорница. Инаку, корупцијата во државата е толку силно влезена во сите пори, што можеме да зборуваме за корупција секаде. Корупција на шалтер, корупција на извршна власт, корупција на судска власт, корупција на локална власт, како што милува колешката да каже, и така натаму, значи на сите полиња. Меѓутоа, главниот проблем со корупцијата, ако сакаме да го решиме, е главата на криминалот. Главата на криминалот доаѓа од извршната власт и од политиките на партиите кои се на власт. Сето останато е само последица, односно реакција на тоа што се случува во општеството. Ако ние не ја постигнеме главната цел, односно овие регулаторни, независни тела не се на висина на задачата, тогаш ние само имаме декларативна борба со корупцијата. И корупцијата ќе се сведе на тоа што се сведува вообичаено во Република Македонија. Ќе дојде една власт и ќе се занимава само со корупцијата на претходната власт. Меѓутоа, проблемот на оваа држава е што во еден момент власта почнува да има корумптивни елементи. Таа перцепција за корупција на власта во суштина е тоа што ние секојдневно го живееме. Тоа е тој момент кој е многу битен и на кој ние не можеме да најдеме одговор како општество. И повторно ќе потенцирам борбата со високата корупција. Секогаш ќе има жртвени јагниња. Некој директорче, некој председател на управен одбор, некој не поднесол анкетен лист и така натаму. Ние секогаш ќе ги полнеме страниците за корупција во медиумите. Меѓутоа, прашањето е на кој начин да ја искорениме високата корупција? На кој начин да направиме истата да биде неатрактивна за политичарите? Тоа е клучниот момент на кој до денес државата нема одговор. И тоа сериозно треба да не загрижува. Сето останато, верувајте, ќе се подреди само по себе, ако ние изградиме системи. Пред се, овие
независни тела, Државната комисија за спречување на корупција, Државниот ревизор, Народниот правобранител, на крај краишта, медиумите, невладиниот сектор, ако реагират на корупцијата која се случува, прашањето е што се случува со корупцијата во државата. Ке ви кажам, за жал се случува 2-3 дневна медиумска хајка во кој сите ќе се произнесат, сите ќе дадат свое толкување, дури во некои ситуации ќе видиме и процесуирање на ситуации, но финале нема. Тоа е проблемот. Ние не стигаме до финалето. Ние не стигаме до конкретни судски извршни одлуки во кои ќе видиме висока корупција, обеледонување на истата, трак на парите и на крај сето тоа, јавно жигосување, хајка против сето тоа, за сето тоа да биде неатрактивно за сите останати. Ако тоа не се случи, секогаш го имате моментот во оваа партизирана држава, кога се бори една власт со претходниците, да го ставите тоа под превес на политичка одмазда или политичка хајка или уништување на опозицијата. Тука имаме резултати, тука гледаме резултати. Меѓутоа, и тука треба да ја разобличиме дали таа политичка хајка, дали тоа прогонување на опозицијата е реално криминал или само алатка на власта за да си остане на власт. И повторно тука се вашите ингеренции. Во дадени ситуации да излезете со цврсти ставови, со цврсти изјави во кои ќе се разрешат тие мистерии. Во спротивно, не сме направили ништо како општество. Затоа почнав со клучното, дали сте задоволни. И јас, како пратеник, генерално ќе ни истече исто мандатот и на вас и на нас, меѓутоа не постигнавме нешто посебно со корупција. Ние збориме за корупција, меѓутоа резултати нема. Препознатливост на корупцијата нема. Сите збориме, крајниот епилог е нула. Зошто ни се случува тоа? Зошто не можеме и не сакаме да го препознаеме моментот каде е спрегата? Ви честитам на јубилеј од 20 години, се надевам дека во иднина ќе обратите многу повеќе внимание на овие работи што ви ги спомнав. Затоа што на нас ни се потребни институции кои ќе бидат над институциите кои владеат со државата. На нас на крај краишта ни треба институција која ќе биде препознатлива и која ќе реагира дека нешто лошо се случува во судскиот совет, како врвно тело во судството, тоа ќе биде силно сватено од општеството. Од сите кои сакат да се борат против корупцијата. Кога вие ќе реагирате за непринципијалност на судството, на непринципијалност на власта, на непринципијалност на опозицијата, тоа да биде препознаено, да не трае 2 дена, да не трае 3 дена. Имате реагирано на многу работи, за тоа ви честитам. Меѓутоа, дали го препознавате моментот дека веќе за месец дена имаме 20 нови афери и аферата за која зборувам веќе е длабоко под архивите. Веќе никој не зборува за неа. Зашто ова го потенцирам? Според мене, во рете сте примиле 698 случаи, сте оформиле 127 случаи
имате 1056 одлуки. Многу поефикасно ќе беше 5 покрај сето ова, 5 клучни случаеви со кои вие ќе сакавте да го решите проблемот од ваш аспект за корупцијата, да ги држите отворени нон-стоп. Да не застарат, да не фатат прашина, да не ги заборавиме, да ги отварате при секој ваш настап, јавно да прашувате оној кој ги кочи докаде е работата, за да го видиме трагот на тие предмети, во која фиока стојат, кој ги кочи, кој ги враќа, зошто ги враќа, која е спрегата. Според мене, морате да имате 5 големи отворени предмети со кои ќе се борите и ќе ги докажете вашите тези. Воспротивно, верувајте, ова што се прави, нови афери, помали, поголеми, различни, се изгубивме во аферите. Резултатот сите констатираме, меѓутоа не го препознаваме моментот. Во рете, сепак имате лимитиран буџет, лимитирани можности за работа, лимитиран број на вработени. Надлежностите ви се во однос на прекршностни пријави, што си го работите како дел. Прочитав, некаде 40.000 евра сте наплатиле по основ прекршочни пријави. Значи, тој дел е окей. Меѓутоа, загрижува тоа делот каде што вие оформувате предмети, ги доставувате до јавното обвинителство и толку. Тоа е проблемот. Рековте што друго. Да го најдеме тоа друго. Да го смениме законот. Да ги смениме ингеренциите. Да смениме методологијата. Да го смениме пристапот. Затоа што ако само поднесеме пријави и не идеме на институција каде што високиот криминал има одбранбен механизам, во оваа ситуација јавното обвинителство, каде што има инсталации власта во Советот на јавни обвинители, тоа веќе јавно се зборува. Се охрабрија луѓе од фелата да го тоа потврдат. Тогаш јавно да дебатираме, нека биде отворена тема дека јавното обвинителство по дефолт ги отврла сите пријави на Државната комисија за спречување на криминал. Дел се во тек. Дел отврлени. Нели тоа треба да не загрижува? Сериозно треба да не загрижува затоа што крајниот ефект не можеме да го видиме. Ке помине вашиот мандат, ке помине нашиот мандат, поминува мандатот на владата. Не сме успеале однатре актуелните актери да ја препознаат, односно да ја покажат со прст, меѓутоа и потврдена со судски пресуди корупцијата. Спомнавте дека генерално се базирате на Националната стратегија за спречување на корупција и судење на интереси. Предвидени над 111 активности, по дел се постапува, меѓутоа темпото генерално е забавено. И тоа треба да не загрижува. Самиот тој факт
треба кај вас да побуди дека немате партнер во институциите. Дека тој партнер ќе направи се да помине мандатот и во време на мандатот да има што е помалку афери за самата влада. А нема да дозволи, освен неколку, според мене, фингирани афери, со цел да се прикаже каква таква борба внатре во владата, реални криминални афери да излезат на виделина. Тоа е јасна стратегија на владата. Од тоа не можеме да побегнеме. Затоа ви велам, многу е битно, ако една методологија не дава резултати, да се смени методологијата. Ако констатираме дека националната стратегија нема да биде исполнета во посакуваниот рок, тогаш мораме да реагираме на тоа. Реагираме, меѓутоа треба и вие да реагирате. Реагирате, пресконференција ќе помине, нови афери ќе се заборави. Нека биде врвен приоритет исполнување на националната стратегија. Меѓутоа не. Реагирајте и на наредната пресконференција, и на наредниот говор, и на реплика, и на било кога. Меѓутоа конкретно да ги препознаеме кои се тие кои не ја спроведуваат. Да ги прочитаме. Јасно е кој е извршна власт во оваа држава. Колку и да не одговара тоа на владачкото мнозинство. Воспротивно, да понудете нова методологија, нова стратегија, како тоа да го направиме. Инаку сме заробени во статичноста. Не велам дека нема реакции, меѓутоа нема финале. Нема краен резултат, нема продукт. Во ред се реакциите, меѓутоа на крајот кој ќе сублимираме, ова ви е извештај 22-та, уште 23-та извештајот. Прашање е дали ќе го разгледуваме како парламентарен состав или некој нов состав ќе го разгледуваме. Што ќе заклучиме на крај краишта? Колку ние како опозиција, тргнувам од себе, колку вие како државна комисија за спречување на криминал, колку пратениците од власта успеавме да ја доведеме правдата до крај. Зборувам секогаш за висока корупција и тоа за актуелните власти. Верувам, некоја друга опозиција ќе зборува истото ова што го зборувам за друга власт, ако се случуваат коруптивни дејанија. Затоа што на нас тоа ни фали. Затоа што на нас, на крај краишта, светот не препознава во моментот. Борбата со корупција ни бара во моментот реакција. Ние сме се занимавале со политичари кои веќе не се на актуелната сцена, веќе е и депласирано. И тоа треба да се расчисти. Секој криминал треба да се расчисти. Меѓутоа, после 7 години, уште да се занимаваме со Скопје 2014 година, проектот, и тоа да биде главното лајт мотив на опозицијата, според мене е дефокус, во најмала рака или несериозност. Значи, од 2014 наваму немаме од тој проект криминал. Се е затворено. И тука се затвара криминалот. Промашени ни се работите,
Сите констатираме дека имаме корупција секаде, на различни нивоа, меѓутоа ви кажувам, едноставно тоа што го знаеме од политичка пракса, тоа што сме го виделе во другите држави, се додека не се фатиме со борба со високата корупција во моментот, ние не можеме да зборуваме за борба против корупцијата. Сите сме неуспешни. Тогаш неуспешна е и Државната комисија за спречување на корупцијата. На крај краишта, што ќе спречуваме кога тука е корупцијата? Кога ја имаме во медиуми, помеѓу нас, го живееме моментот, ја гледаме. Видете го ревизорскиот извештај. Куп на материјал за многу институции. Се охрабрија луѓето секоја чест. Видете народниот правобранител. Констатира дека судството е проблем. Констатира дека правосудниот систем не функционира. Правата на граѓаните не се остваруваат по сите основи. Бидете дел од тој систем. Затоа што клучното кај вас е не колку на крај краишта функционери поднеле анкетни листови или не поднеле. Ке го и тоа издебатираме. Дали во големите проекти има криминал? Дали има криминал во законите кои ги носиме со цел да се скрие криминалот? Дали е исправно со закони да го криеме и браниме криминалот? На крај краишта погледнете и нашата работа во парламентот. Се утепавме објаснувајќи дека многу работи не се согласно устав, не се согласни закони и продуцираат основани сомненија за криминал. Ве охрабрувам да обрнете внимание на таа работа, затоа што вака некако се сведуваат извештаите на теоретски извештаи. Има корупција, имало лани, имало полани, има сега, има... Нема да ја решиме така корупцијата. Сменете ја методологијата, најдете начин, ви кажувам, корупцијата во Република Македонија е продукт на политиката. Корупцијата во Република Македонија е производ пред се на извршната власт и многу институции кои ќе се стават во одбрана на таа политика. Вклучувајќи ги не целото судство. Меѓутоа да, судскиот совет. Да, Советот на јавни обвинители. Тие ќе продуцираат доволни се 5 судии за да го истерат тоа што го наумиле. Секогаш ќе ги најдат. Доволни се 3 јавни обвинители од висок калибар ќе ја завршат работата. Сите останати ќе бидат колатерална штета затоа што се нашле во такво друштво. На ова ќе ги ставите сите институции кои треба да го гонат криминалот во одбрана на криминалот. И од министерства, и од финансиски институции и така натаму и така натаму. Никој не удара против политиката, никој не удара против лидерот. Никој ни не помислува да оформи предмет. Вие праќате предметот завршува во фиока и вика нема дело. Толку. Не сме завршиле борбата со корупцијата. Корупцијата е присутна. Вообичајно и прв пат се јавувам на овие извештаи. Причината беше случајно најдов на еден новинарски
текст. Ниедна пријава на антикорупционерите за кривично гонење не завршува со обвинение. Ова е поразителното. Цитирам од новини. Во извештајот видов дека веќе има 4 процесуирани по кои се постапува. Значи, што ни треба да заклучиме дека ни е грешка патеката по кој одиме? Вака не можеме да се бориме со корупцијата. Ефектот на крај од работата ќе се сведе на нула или минорни 40.000 евра прекршоци, нула од кривично, буџет близу 800.000 евра на располагање на Државна комисија. Резултати нема. Колку и да ние сме заробени во своите политички ставови, не смееме да останеме имуни на реакциите на меѓународните извештаи. Тие извештаи јавно, јасно, прецизно ја позиционираат корупцијата во државата. И повторно ќе кажам, високата корупција во државата. Без пристрасност, било кој извештај да го земеме, ќе видиме дека таа ни е тука. Ние не можеме веќе да збориме за спречување на корупцијата. На нас ни треба борба со корупцијата. На нас ни треба име и презиме на корупцијата. Специјален тим од State Department-от дојде и ќе почне да работи на ова проблематика и веќе работи. Се надевам искрено ќе ни помогнат. И повторно ќе потенцирам зошто како држава се уште не можеме да бидеме на ниво на задачите кои ни се дадени. Последните случувања во судскиот совет може би и добро е што се случи. Затоа што ако нешто добро се случи во целата таа несакана приказна е и што одредени функционери, пратеници од власта се уважија и кажа дека ова не доликува на соодветниот орган. Ова мора да има епилог. Ова не смее да биде начинот на кој ќе ги решаваме работите во највисокиот орган кој треба патен да се грижи за избор, разрешување на суди и така натаму. Кој треба да се бори покрај другото и против корупцијата. Затоа што тој орган треба да препознае кои се тие судии, кои шуруваат, се извинувам на изразот, со криминалците. Кој се воспрега со криминалот. Не помалку се за амнестирање и јавните обвинители и Советот за јавни обвинители, и таму имавме сериозни изјави од внатрешни кадри. Довербата беше 3%, не верувам дека ќе порасне со овие случувања, таа доверба, и не гледам начин како тоа ќе се подобри само од себе. Да не влегувам во деталите, легитимен, нелегитимен, нов, стар, еден избор, втори избор, трети избор,
со 6, со 7, со 8 гласа. Луѓе, ова е страшно. Ова е ерозија на системот. Ова, целата поента ми е производ на корупцијата. Сакале да го признаеме тоа или не? Корупцијата владее со државата. Корупцијата ги има спрегите во парламентот, во извршната власт, во судската власт. Корупцијата е двигател на општеството. Корупцијата ги мене тезите преку медиумите и владее и со јавното мислење. Покушува да владее со јавното мислење. Меѓутоа, верувајте, не е толку наивен македонскиот народ. Не се наивни граѓаните на Македонија. Не дека не го препознаваат ова. И да не чуди што младите ја напуштаат државата. Што цели семејства се иселуваат од државата. Што во села од 1000 жители едва и 400-300 живеат во моментот. Да не чудат процесите. Едноставно граѓаните не можат повеќе да живеат со корупцијата. Не можат повеќе да функционираат во коруптивното општество. Не можат за било кој здравствен преглед да фаќаат телефони и политичари да се реализира. Не можат за запишување во студентски дом да дигат телефони. Не можат за било што да мора да оди преку човек и во локална и во извршна власт. Изморени се граѓаните. Целиот производ е, повторно ќе сублимирам, производ на корупцијата во државата. И сега, кога треба да зборуваме за успешноста, јас ќе речам, не сме успешни. Не сме успешни, ниту опозицијата, нити вие како комисија, затоа што не ги дотеруваме работите до крај. Затоа што тука ни е корупцијата, ја препознаваме, ја гледаме, а немаме реакција. Знам дека не е дел од извештајот. Веќе можеби е касно да реагирате, иако рековте дека истражувате за коридор 8 и коридор 10. Веќе можеби е касно. Затоа што ќе поминат законите, секогаш корупцијата ќе си го најде и европскиот пат, и европското знаменце, и ќе обезбеди мнозинство, и ќе помине и ќе биде со закон озваничена. Затоа што ќе биде суспендирано правото во државата. За не дај Боже, било кој ќе се нафати со борба со корупцијата да истера правда во оваа држава. Затоа веќе носиме и закони за да не можеме да се бориме со корупцијата. Тоа е дното кое го постигнавме во овој момент. Сакале не или да признаеме, има име и презиме. Тоа е политиката на власт. Одговорноста е таму. Верувајте, сите тие помали директори, шалтерски работници за 10 дена ќе се престројат, ако имат наредба одгоре тоа да се направи. Меѓутоа, веќе е испуштена работата, едноставно повеќе наликуваме на анархија, отколку на систем. Благодарам. Благодарам. Реплика, председателката на комисија.